Денес се означува точно 1 месец од трагедијата во Кочани. Осеќавам дека на секој од нас е, да кажеме, до негде да одржува таа тема и да не дозволиме да се заборави настан како тој. Ти иако си американец, немаш одговорност да го оправаш нашето општество, но тука си, меѓу нас си, сакаш да помогнеш и за тоа сум ти многу благодарен. Имено ние имаме веќе со тебе снимена една епизода во која што ќе раскажуваме твојата приказна, но денеска ќе пробаме да се фокусираме на оние аспекти на, да кажеме, медицинскиот дел од третирање на изгореници, од менталниот дел на справување со нова кожа и сите тие моменти кои што следуваат после еден таков трагичен настан, кај што наоѓам, да кажеме, една заедничка компонента помеѓу она што се случи во Кочани и твојата приказна, а тоа е дека голем дел од луѓето таму се соочуваат со големи изгореници, нешто што ти го имаш искусено на своја кожа. Така да пробаме да пренесеме дел од искуствата и советите кои што би им помогнало на нив да се справат со таа состојба. Да. Пред се фала за поканата. Ќе ми биде чест да споделам некои детали и совети што ги имам и се надевам дека ќе допре до луѓето што се уште се борат за нивните животи. Може ли само на кратко, значи уште еднашка да повториме што е она со што се соочи ти, со каков тип на изгореници и кои беа, да кажеме, повредите настанати од струјниот удар? Да, значи пред 3 години, накратко, пред 3 години имав една несреќа кај што работев на кров во една фирма за градежништво и фактички се удрив, допрев, направив контакт со надземен вод, со една жица. Таа струја ме удри у рамото и фактички искочи од моите раце. Значи имав изгореници до 3 степен на грбот, на раката и на двете дланки. Да. Добро. Како беше, значи, голем дел од луѓето, да кажеме, од настраданите во Кочани се хоспитализирани во странство. Тука гледам поврзаност и со твојата приказна, за тоа што ти беше исто пренесуван во неколку болници. Да. Која е спецификата на третирањето на изгореници од 3 степен? Да, значи пред се знаеме колку беше хаотично во тие првите 24 часа. И потребите за луѓето што се справуваат со изгореници, на почеток било само стабилизација. Бидејќи човек што е изгорен, има многу повеќе фактори што можат да бидат, како да кажам, земени во обзир, или критични во тој момент. Критични, баш така. Така да има многу фактори што треба да се земат во предвид, така да на старт е целта само да се стабилизира човекот. Сега од медицински аспект не ги знам сите фактори, но знам дека крвните слики треба да се земат, рентген снимки, да се види дали има и други проблеми надвор од само изгорениците. Знам дека многу од луѓето во Кочани имале проблеми со белите дробови, од што внеле чати и такви работи. Така да во мојата случка бев пренесен со хеликоптер до една болница. Таму ставиле инфузии, ставиле монитори за срце, правеле рентген снимки, магнетски, како се вика, MRI. Резонант, да, не го знаев зборот на македонски. И сите тие работи треба да се направат за да се земе една генерална слика на човекот, да
Така да на старт треба изгорениците да се исчистат и да се средат, но тоа на старт е секундарно. Има други работи, треба срцето да се провери, белите дробови, другите битни органи да се види дали се окей, дали се стабилизирани. Дали тоа колку од сите тие работи може да се извршат во општа болница, колку бара она посебна burn unit, Да. што викаш? Да, и мислам дека е окей да се каже дека јас не сум лиценциран доктор, мислам фала Богу, но во никој случај не се овие совети за лекување, ова е само моето искуство што го споделувам. Ова го кажуваме твојата приказни од каде ќе дојдат, да кажеме, подоцна тие совети што ќе ги даеме за луѓето што ќе се справуваат или што се справуваат моментално со таков тип искореници, нова кожа и така натаму. Да, исто и за луѓето што познаваат луѓе од трагедијата, да знаат како да им помогнат и со што они се справуваат. Така да не се овие официјални совети, туку повеќе како лични совети. Но прашањето беше попосле како треба да се справи со изгорениците. Значи во првата болница кај што ме однесоа, направија испитувања, направија снимки, до некој степен ме стабилизираа, но ги видаа изгорениците и решија дека треба на по-добра или по-специфичен unit, односно burn unit, да ме пратат. И ме пратија со втор хеликоптер и таму стигнав во втората болница. Најме дека многу од луѓето што биле изгорени дека се однесени во странство и дека слична приказна имаат и они. Како изгледаше третманот? Значи ти си, ако добро се сеќавам, во голем дел од тој процес си во кома, не се сеќаваш на многу работи, врз тебе се извршуваат најразличен тип на хируршки интервенции. Како изгледаше третманот од кога те доставија, да кажеме, до соодветниот burn unit? Не бев во кома, јас бев свесен и при себе цело време. Значи имам се сеќавам на целата случка. Откако стигнав до втората болница, односно burn unitот, продолжија да испитуваат крвни слики, да пратат што се дешава со срцето и сето тоа, и ме спремија за едно чистење на раните. Тоа беше утредента, значи помина од прилика 24 часа откако стигнав јас до болница и бев во рацете на докторите и медицинските сестри. Помина 24 часеви од тој момент до првата операција. Првата операција беше само за мене, бидејќи беше изгореница од струја, што е малку поразлично од изгореница од оган. Термално, да. Да. Така да ме спремија и во таа операција претежно ги чистеа само раните. Таму има изгорена кожа, има изгорено месо, нерви, секакви работи што се мртви, што треба да се тргнат од телото и да се тргнат и да се отвори раната фактички за да видат со што работат едноставно. Нели покрај натрешното чистење, значи голем дел исто имаш и огромни надворешни изгореници, односно голем дел на кожа требало да ти биде заменета, односно требало да ти биде на некој начин инсталирано нова кожа. Тоа е процес што се вика skin graft, ако не се лажам. Да. Можеш да ми кажеш повеќе за самиот процес? Првата операција беше да стават, и ова го спомнавме во претходниот подкаст,
беше да стават кожа од труп. Значи тоа беше еден друг вид на операција со skin graft. Тоа го направија, моето разбирање дека тоа го направија за кожата од оздола, што не беше целосно изгорена. Имав и трети степен, и втори степен, и први. Изгорениците што не беа толку лоши, над таа кожа беше ставена кожа од труп. Веројатно за да зарасне, за да видат дали ќе зарасне мојата кожа. Така да тоа го оставија од прилика недела дена и откако го направија тоа, направија операција за да го извадат тоа. Така да тоа беше првиот дел од рехабилитацијата. Вториот дел беше веќе да стават кожа од мене. Аутографт, што се вика. И тука, зависно од големината на изгореницата, некојаш има преголеми изгореници кај што нема доволно кожа самиот човек за да се извади. И таму се вади кожа обично од нога или од бут и се става врз тие изгореници, бидејќи таму толку е оштетена кожата и месото од оздола што не може да зарасне нова кожа. Тоа е поради природата на повредата, како што спомни самиот, значи тоа е повреда настаната од електричен, од студен удар, а кога е топлински или термален, тоа е нели од површината према надоле, не е од доле према горе. И успеа ли телото да ти ја прифати новата кожа после тоа? Или имаше некои, да кажеме, хируршки компликации кои што требаше да се коригираат после тоа? Да, среќа немаше компликации. Успеав и моето тело успеа да ја прифати таа кожа. Дефинитивно имаше, тоа е нова кожа. Например, јас имам на рацете и на рамото. И е многу чуден филинг, чуден осет да имаш нова кожа на своето тело. Не е осетот природен. Не, апсолутно не е природно. И тоа е една од поголемите причини поради која што сакав да го направиме ова, затоа што верувам дека многу од тие луѓе ќе имаат буквално истава ситуација, каде што ќе треба да им биде нанесена нова кожа и ќе треба да се справуваат со тој момент. Кажи ми повеќе за тој момент. Значи, кое е чувството и како изгледа процесот на прифаќање на таа реалност, да кажеме. Да. Мислам дека прифаќањето е најтешкиот дел на целава работа. Бидејќи физички може човек да се рехабилитира. Физички може да се зајакне, или ако се многу стегнати тие графтови, да се опуштат со масажи, со физикални терапии. Но прифаќањето на новата реалност е процес што дознав ја дека е многу долг процес и дека бара многу трпение и бара многу дури емпатија за себе си, бидејќи например во мојата случка беше тешко да се прифати таа нова реалност. Имав и многу прашања, каква ќе биде оваа нова реалност за мене? Колку ќе ми бидат функционални рацете? Такви прашања имаат и овие што биле изгорени, бидејќи они моментално се борат за нивниот живот. Значи, не се ни стигнати до тој момент. Но сигурен сум дека се прашуваат зашто и каква ќе биде таа реалност. Каков ќе бидам ја у оваа нова кожа во еден свет што се нема смената. Значи, мојот свет се преврти наопаку. А луѓето околу мене и нивните работи и се околу мене остана исто. Само во мојата глава и во моето тело многу работи се сменија. Така да е долг процес прифаќањето.
Како изгледаше закрепнувањето е, да кажеме, физичкиот дел, односно зараснувањето на кожата, дали ти останаа лузни на некои места, а, тој дел ме интересира. Таа некоја прва состојба на нормализација на телото, нели треба да носиш завои долго време, па Да. да се менуваат завои и така натаму, целиот тој процес. Значи, првиот чекор на закрепнување, тоа физичко закрепнување. Да, па пред се треба да зараснат раните и тоа е долг процес и зависно од големината и интензитетот на изгорениците ќе треба, односно јас бев во болница 4 недели. Веројатно многу од овие луѓе ќе бидат многу подолго. Да, да. И тој процес е долг и бара чистење, бара многу добра хигиена на самите изгореници и бара од човекот само да седи мирен, да не се мрда, да го остави телото да зараснува. Тоа нели е проблем сам по себе, таа целата немобилност или недвижење. Да. Тоа е затвор. Тука збеснува човек. И среќа не имав луѓе околу мене. Имав и многу добри медицински доктори и сестри и почнав и со психолог да ги искажувам овие работи. Дури беше во болница? Да, да. И да, самото седење, самото лежење е многу тешка работа. Иако имаме телефони, иако имаме телевизори, имаме работи да анимираат, многу е долг е денот кога седиш во кревет, во болница 24 сати од денот. Значи, јас еден месец го гледав светот само преку прозор. Моето семејство искачаше, значи они спија на друго место, па се враќа, знаеш, на Сабајле да ме видат и да поминуваат време со мене. Но долг е денот. Баш поради таа должина ме интересира колку е битно, затоа што гледам дека ќе им се понуди на тие луѓе психолошка помош, и многу луѓе пробуваат да допрат до нив на различен начин, но колку е тајмингот битен, значи колку е битно да отпочне тој процес дури се таму, односно да не се чека да бидат отпуштени од болница затоа што нека ќе биде 2 недели, 3-4 недели, месец, два, не се знае. Колку ќе биде таму, значи колку е битно тој процес да почне уште порано, значи дури се во болница, во однос на да се чека да излезат, па да закрепнат, па тек после тоа да почнат да разговараат после 4-5 месеца со психолог. Да. Мислам дека зависи од човекот. И би рекол, мојот совет би било кога се осеќа човекот спремен да почне. Дека не треба таа работа да се форсира, бидејќи е многу длабока таа болка. И таа траума што ја имаат искусено, ќе биде со нив многу долго време. И да се обработи, односно да почне да се обработи таа болка и мислам дека треба у свое време да почне човек. Јас почнав прилично рано, почнав во болницата да зборам, но не продолжив со истиот терапевт, но брзо откако искочив, можеби после месец-два. И верувам дека тоа е една од главните причини зашто можев да се извадам од сето тоа. Бидејќи толку грижа на совест, толку болка, толку несигурност, толку страв носев во мене покрај физичките проблеми и лузни изгореници, а тој товар беше преголем. И тој товар морат луѓето да го носат со помош, со подршка. И токму таа е причината зашто одиме зашто користиме
ментална терапија. Тоа е нешто што се надевам дека ќе успеат да го имплементираат, затоа што по дефолт ми се свија тоа што кажуваш, затоа што по дефолт психологот ако е даен во погрешно време или едноставно кога човек не е спремен да го прими тоа, најверојатно Да. нема нека голема нека голема функција. Како изгледа првиот процес, она што кажуваш дека графтовите некогаш може да бидат стегнати, дека некогаш ќе треба да се масираат, Да. да се направи тој процес, таа туја кожа да се чувствува како своја. Да кажеме после некое време проаѓа, зараснува, еве да кажеме дека успешно ќе се заврши тој процес. Колку време ти требаше тебе да кажеме да се почувствуваш после во своја кожа, еве да кажем? До ден денес рацете ми се нови, ме разбираш? Не ми се исти рацете. Така да не мислам дека е најпаметно да се има очекување дека еден ден ќе се реши тој проблем или тој филинг на неудобност во таа нова кожа. Мислам дека е прашањето подоброто прашање што може да се постави е како ќе се справам со оваа нова кожа. Бидејќи кога човек ќе превземе одговорност за како ќе се справи со тој предизвик, веќе ја зима ситуацијата под своја контрола. Така да нема, да речеме, ограничен период на време кај што може да очекува дека ќе им помине. Веројатно на многу од нив, мислам, веројатно многу од тие луѓе ќе бидат цел живот со некакво ново чувство во таа кожа. Така да и пак ќе спомнам дека ова прашање за повеќето не е прашањето што треба да го постават. Моментално они се борат за нивните животи, немаат ни помисла за утре дента. Они само за денешниот ден се борат и пробуваат да се справат со тешкотиите и со стравовите и со сите тие работи. Која е најголемата помош која што можеш да му ја даеш на тој човек? Освен таа, да кажеме, финансиска страна, која што дечките од Support Кочани верувам дека феноменално ја извршуваат, иако веќе станува процес на кондиција, значи колку долго луѓето може да донираат и нормално е некако со текот на времето тие донации да опаѓаат, а трошоците претпоставувам дека не се намалуваат, значи тие ќе останат големи во текот на голем број месеци, ако не и години. Така да тоа е една страна од целата ситуација во која што ќе треба голема солидарност, голема група на луѓе се солидира полог временски период, едноставно навистина се соживее со таа ситуација и со тој настан, затоа што нормално е некако да се прифаќа реалноста колку и да е сурова, да животот да продолжи, но овој пат некако животот треба да продолжи заедно со тој настан, барем за нас, за луѓето кои што живееме тука, затоа што навистина станува збор за многу долг и скап процес. Значи сите овие работи кои што ги избориме денеска, од аспект на физичко и ментално закрепнување, не верувам дека би добиле вистинска шанса доколку финансискиот момент не е исполнет. Да. Значи во твојот случај тебе требаше да ти биде за све ова да успееш да го пројдеш како што требаше болницата да функционира непрекинато постојано. Да. Значи не сме да ти фали завој, не сме да ти фали нега, не сме да ти фалат лекови, значи ништо од тоа не сме да ти фали во ниту еден момент или пак да биде доведено во прашање, затоа што претпоставувам дека стресот ќе биде навистина многу појако ќе те удри тоаш. Да. Дека немаш само еден непријател, односно закрепнувањето, туку имаш и финансиски непријател кој што ќе ти ја пресече таа животна линија која што имаш. Така да се апелирам
да не смееме да го заборавиме тој момент. Значи не смееме, животот треба да продолжи, но треба да продолжиме заедно со сите нив и ќе треба да се најде некој начин на кој што упорно ќе не потсетува дека тие луѓе имаат потреба од помош, дека имаат потреба од повеќе видови на помош, но дека најверојатно таа финансиска помош ќе биде прво главна, а после тоа и сите овие работи да си дојдат соодветно за да можат луѓето да продолжат да живеат после тоа. Да. Што има ли нешто што би им порачал уште на тие луѓе денес? Значи ти си персонален тренер, тоа ти е професија, значи имаш голем број на совети и знаеш како да го покренеш човек Да го охрабриш. Да го охрабриш, да, но и да го ставиш во функција, да кажеме, од таа комплетна немобилност, да го проводиш, буквално. Да. И се тие луѓе голем дел од времето ќе бидат стегнати зад креветите, ќе треба многу да се враќаат, но тоа е многу долг процес, тежок, комплициран процес, иако тоа изгледа дека е нешто кое што би можело со совет да се реши, не верувам дека со совет може да се реши. Навистина ќе треба да се постави многу пореална конекција со нив. Да. Па би сакал твое гледање на целото тоа. Значи кога се дава совети на тие луѓе или кога се охрабруваат, која е, да кажеме, конекцијата што мислиш дека треба да се воспостави за да допре тоа до нив? Вака, значи за тие што моментално лежат во болница, советот би ми било дека е окей да ги чувствуваат болките, што ги чувствуваат. Бидејќи јас кога лежев во болница, осетив една одговорност да останам јак, да не пуштам солза, да не ме видат ни моите дека имам страв или дека ми е мачно. И мојот совет за тој Габриел, што јас го знам лично, што беше во тој кревет, би било дека е окей да се покаже емоција. Не дека советот не би било дека ај ќе биде или да бидат стрекни што се живи или едно друго. Дека е окей да ги чувствуваат работите што ги чувствуваат. Стравот, анксиозноста, целиот хорор што е да се биде во болница со изгореници е многу хаотично и травматично и едно искуство со што предизвикува многу страв и несигурност во иднината. Така да советот за тие што лежат би било дека е окей да ги чувствуваат болките, физичките и психичките. Моментално би имал друг совет од како ќе искочат од болница, но тие што моментално лежат е окей да ги чувствуваат тие работи. А луѓето покрај нив можат да ги поддржат со нивното време и внимание. Ништо друго. Не можат нивниот товар да го земат на своји рамења. Но можат да бидат покрај луѓето, да седат со нив и едноставно да го живеат тој процес покрај нив. Бидејќи тие луѓе што моментално лежат во болница, ќе морат сето ова да го поминат сами. И веројатно се осеќаат најосамени што си имаат осетено во нивниот живот. Ако имаат луѓе покрај нив, и семејство, и финансии донирани, и сите тие работи, еден човек може да лежи у тој кревет само. Нема место за двајца. Така да, луѓето што се околу нив, дури и пријателите што се, например, во Скопје, нивните другарки се лежат во болница, само да се да човек даде од времето да биде со
со тој што е повреден. И тоа може да биде со повик на телефон, може да биде памтам дека кога лежев, еден другар ми прати една бомбонјера со некои цвеќиња и тоа за мене беше тоа е најверојатно нешто што не го очекуваш во тој момент, но кое што ја прави целата разлика на светот. да, Значи тоа е момент на внимание, кое што е повеќе од добредојден баш од таа причина што е неочекуван. кога човек ќе покаже дека те има на ум, е многу голема работа кога седиш сам со сите маки и со сите стравови, бидејќи не може човек да ти помогне да ги носиш сите тие работи. Да, сметам дека самото внимание не треба сега луѓето да ги прашуваат како се или како може да им помогнат. Самото седење со нив и да направат разговор на телефон без ни едниот ни другиот да кажат збор, и тоа е поддршка, ме разбираш? Значи поддршката што можеби не е физичка. Значи тоа е дар на време, на внимание, и преку тоа може човек да се осети како да има поддршка, како да има тим со него. Така да материјалните работи не се битни, но дефинитивно може да означат нешто, како во мојата случка, но времето и вниманието се многу голем дар на поддршка. Апсолутно, ние сме тука доколку некој одлучи дека сака да разговара, се збориме за повредените од кочани, дека сака да разговара на таа тема, дека наоѓа вредност во ова што го збориме денеска и дека би сакал на некој таков начин да го сподели своето искуство со човек кој што прошол не идентично, но кроз многу слично, да кажеме, и многу навистина траурна несреќа. Ти си многу добар пример за тоа што денеска си изграден навистина во еден човек кој што јас лично многу го ценам и го почитувам, навистина сметам дека една ментална цврстина која што ја дава таа сигурност. Значи се гледа победата која што имаш извршено и врз самиот себе си и врз несреќата која што ти си има случајно, и дека ја имаш моќта едноставно да го пренесеш тоа на луѓе кои што се соочуваат со таков тип на несреќи моментално, и долго си отворен, нели, за тие луѓе, и доколку има некој потреба од разговор или да те исконтактира, би било убаво да го направи тоа, и едноставно не од аспект на стручни совети или медицински совети, но од аспект на размена на животни искуства. Сметам дека би имале голем бенефит од твоето искуство и твоето знаење. Да, од аспект на разбирање. Да, така да многу би сакал еден ден или да отидеме ние таму, или доколку некој е тука во Скопје, да не исконтактира и да едноставно се случи таа размена и да се разменат искуствата, и верувам дека ќе донесе до позитивна промена. Доколку донесеме позитивна промена, макар и кај еден човек, за мене тоа е успех. Тоа е дефинитивно успех. Да, се согласувам, доколку и мислам дека ова ќе биде муабет што ќе биде корисен многу понатаму. Тие луѓе не се моментално спремни за да ги споделат овие работи со непознато лице. Иако знаеме дека еден ден ќе биде корисно да го споделат ова со психолог, на пример. Но доколку еден ден сака некој да дојде да направиме муабет, да споделиме искуства и трауми и болки, тоа е едно искуство што е Лечи. многу корисно. Обострано лечи. Многу, да, лечи, и може да има многу корисен ефект кај човекот да се осети како да не е сам. Спомнав дека овие луѓе сигурно се осеќаат многу осамени, бидејќи им се има случајно нешто
што на можеби помалку од 1% во луѓето во светот им се Значи дешава. ова е втора несреќа во Европа по големина на жртви, ако не се лажам. После дискотеката во Романија заборев како се викаш. Да, Значи огромна несреќа, страшна несреќа. да. Така да доколку еден ден има некој желба да направи муабет, тука сум за разговор и за размена на приказни и за разбирање. Можете да ни исконтактирате нас, ќе го ставиме и линкот од Джексон. Ги фала ти за денес и се надевам дека некој ќе го најде за корисно ова видео, дека ќе ти исконтактира и дека ќе може да придонесеме во нечие закрепнување. Да, се надевам дека ќе биде корисно. Фала пак.